сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги крстарам нашите убави македонски села. Почитувани мои, 20 на години тука се наоѓам во Прилепското поле. 30 на години, како што напомнав, патувам низ Македонија, а 25 години тука низ Прилепското поле. А да бидам реален, помина точно 25 години, кога прв пат дојдов во селото Чумово, во времето кога пред 25 години, тогаш како млад новинар, наминав во селото Чумово, каде што мештаните ми ги раскажаа приказните за историското битисување на селото Чумово. Меѓутоа, почитувани мои, како што велат пастарите, со едно идење се не може да се сними. Со едно идење сите приказни што намештаните им ги од селото Чумово им ги раскажувале нивните дедовци баби, како за историското битисување на ова село, така и за духовниот црковен живот во селото Чумово, не може се да се дораскажи. Ете, да бидам реален, почитувани мои, ми се ратува душата што ете повторно, после 25 години, наминав овде во селото Чумово по покана на црковниот одбор од ова село, а тоа е црквата Свети Никола, за да присуствувам на утринското богослужение во црквата Свети Никола на самиот ден на светиот великомаченик Талалеј. Наминав овдека, како што тоа го стори пред 25 години, како што напомнав мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни што во тоа време остана недораскажани. Почитувани мои, да бидам реален, сето ова што ќе биде снимено преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски, а се разбира и историографските сознанија како за историчкото битисување на ова село, така и за црковно-духовниот живот во намештаните во ова село на професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите современи денешни антрополози, географи, етнолози и историографи, ќе ви биде пренесено, преточено преку овој нов документарен серијал, а исто така да напоменам дека сето ова што ќе биде пренесено, ќе биде така да речам организирано, целиот стенски изглед на ова репортажа ќе биде под палката, така да речам, на еден на Димче Ковиловски, кој што и Виктор Костевски, Драгослав Миновски се дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм. Почитувани мои, како што напомнав, поминаа речиси 25 години кога прв пат го посетив селото Чумово. Почитувани мои, по покана на мештаните од селото Чумово, по покана на црковниот одбор од селото Чумово, за да направам нов документарен запис за ова село, а пред се за празнувањето посветено на светиот маченик Талалеј, за да присуствувам во утринската литургија со која што чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското намештиштво, заедно со црковниот одбор, тргнав мошне рано, пред изгрејсон се, пред мугрите, пред првите петли непропеани, со мојот верен сопатник, со Камазот, кој што веќе со мене патува повеќе од 25 години и некаде во раните утрински сати пристигнав во селото Чумово, каде што ме причекаа членовите на црковниот одбор од ова село, заедно со соборскиот народ. Почитувани мои,
Времето беше вистинско пролетно. Небото беше ведро. Сонцето што толку беше изгреено над Селечка планина. А како орловско гнездо, селото Чумово ги чекаше гостите. Почитувани мои, од кај Прилепско, од кај Битолско, од кај Мариовско се зареди врв улице народ во правец на селото Чумово, во правец на црковниот двор. Набрзо, почитувани мои, црковниот двор се наполни со народ. Зашто си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, селото Чумово е мощне старо село. Селото Чумово до ден денеска си го живее својот селски живот. Селото Чумово обстојува и за време на Отоманската империја, и за време на Византија, и за време на средновековната македонска држава. Исто така обстојува и за време на Балканските војни, за Првата светска војна, Втората светска војна, како што напомнав, и обстојува до ден денешен. Една од поголемите причини зашто до ден денеска селото Чумово обстојува е и Македонската православна црква преку црквата Свети Никола кој што се наоѓа во ова село. Црквата Свети Никола во селото Чумово е мощна стара црква. Црквата Свети Никола првично е изградена во втората половина на 19 век. Меѓутоа, оваа црква е изградена врз темели на многу постара христијанска црква, а според некои историографски записи, оваа црква е изградена врз рано христијанска базилика. Ете, што се вели, наминавме овдека во ова село да присуствуваме, како што напомнав, на утринското богослужение. Меѓутоа, пред да го видите утринското богослужение кој што се одржа во црквата Свети Никола, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, предлагам да ги проследите досегашните истражувања на професорот Драгослав Миновски за црковно-манастирскиот живот и за црковно и духовниот православен живот на мештаните од селото Чумово, но би додал не само на мештаните од селото Чумово, ширум Македонија. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4 век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог. Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на
посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постојање на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им отдаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија, која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии, во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како Бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот Бог има две димензии. Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил Богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски. Тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам,
а и речиси сите народи на територијата на Европа, пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа, тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила, се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја сваќа црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на нејзиниот живот, во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив. Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и доблесниот живот, треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето,
во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и незиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на безсмртноста, кој според свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале. Како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле. А како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш почитањето на Евангелието, кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе само известни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата, јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја зачинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух, а за взаемната поврзаност на Христа со верните јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата
како тајна на идниот век, со верата и покаянието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејќи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово, црква. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе после 25 години да наминам тука во селото Чумово, каде што мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни кои што бе останаа недораскажени пред 20 на години, а исто така да бидам гостин на денешната слава Свети Великомаченик Телалеј, кој што се одржа во многовековната црква посветена на Свети Никола, чија утринска богослужба чиро начествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црквено наместништво заедно со соборскиот народ, овдека дојден во селото Чумово, во црковниот двор на црквата Свети Никола. Предлагам дел од ова утринско богослужение да проследите во положение на ова репортажа преку окото на камерата на мојот снимател, на снимателот на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Богородице, прилежно ниње притецем грешни и смирени и припадем в покајани зовоште излюбени души. Владичице, помози на ни милосердовавши, почти сја погибаемо множества прегрешени. Не отврати Твоја рабичти, ја во едину надежду имам. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Милосердија Твери отвези нам, благословена ја Богородице, надејушти се на Тја да не погибнем, но свети славители едина чистая, едина благословена ја. Господу помолим се, а Господи помилуј. Јако сјате си, Боже наш, и Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Премудрост, простом стоејќи да го изслушаме светото Евангелие, видна сите. Се раздвижи водата, зашто ангел Господов одре на време слегуваше во бањата и развижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по развижувањето во неа, оздравуваше од каква и да било болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Миром Господу помолим се ја. О свишне мире и спасени душ наши, Господу помолим се ја. О мире всего мира, благостојани сија Ти, Божи церкви, соединени все, Господу помолим се ја. О високо преосвященейшем митрополите нашем Петре, преосвященейшем епископе нашем Клименте и Никола, Господу помолим се ја. Оеже освятиција воде сей силу и действием наитием Святаго Духа, Господу помолим се ја. О сех требујущих Бога помошти заступленија, Господу помолим се ја. Заступи, спаси, помилуј и сохрани нас, Боже, Твоеju благодатију. Пресвятую, пречистую, преблагословеную, славну Владичицу нашу Богородицу и присно Деву Марiju, со всеми святими помјануше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобае Тебе всякая слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, нас сопротивнија дарујај, и Твое сокрајнајај, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достојание Твое. Победи всем православним Христи обништаша и взалкаша, взискающий же Господа, не лишаться всякого блага. Благословението Господово и милоста Негова да дојде на вас преку Неговата благодат и човеколюбие, постојано и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Вознеса ся еси во славе, Христе Боже наш, радост отвориви учеником, обетованием Святаго Духа и свештеним им бившим благословением, яко Ти еси Син Божи, Избавител мира. Мучени Твој, Господи, талале во страдани своим, венец пријатне тлени од Тебе, Бога нашего, имуште Бог крепост Твоју, мучителе ни изложи, сокруши демонов немощнија дерзости, того молитвами спаси души нашја. Господу помолим се ја. Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебов пченица во виново и елеов и умножи го во ова свето место, во ова село, во целиот Твој свет, постојано и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господу помолим се ја. Господи помилуј.
Во слава и чест на вознесението Господово и на светиот маченик Талалеј, Ти ја принесуваме, Христе Боже наш, ова бескрвна жртва. На светиот Твој наднебесен и мисловен свој жртвеник. Во името на Отецот, вие кажувате амин? Амин. И Синот, и Светиот Дух, сегданиње и присно, и во веки веков. Амин. Святи мученици, иже добре страдалчествовавше и венчаше ся, молите сяко Господу, помилувати ся душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, иже проповед Троица единосушная, Исаия и Кодево имя Вочеве, и роди Сина Имануила, Бога же и человека. Твоё имя Ему, Его же величающее Деву блажае. Ајде, сонце, да си ја кажеме молитвата. Велико име. Кажувај. Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Велико име. Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Велико име, Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нам. Тргај ме кај Тебе, пако доскоро. Ајде се тргнете ме кај вас, ма ете, вратете се. За многу години. За година домајчин. До година домајчин. Јас. Да ми сте здрави и живи. Помилуј не Боже по Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на чедата Божие, Анастасија, Александра, Јулијана, Зоре, Киро, Владко, Горанчо, Стефан, Христијан, Славица, Петкана, Габриела и минјата Сашо од фамилијата. Сашо, Зонко, Лиле, Мартин, Јулијана, Петар, Зоран, Весна, Лиле, Јагода, Александар, Јован и Марија. И за сите овде присутни со вашите фамилии, молитва, мисија Тих, Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. За многу години, браќа и сестри, да не чува светиот маченик Талалеј, честито во годинашното домаќинство, а до година порадосни и повесели со новиот домаќин. На многа е лета, за многу години. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, откога ќе заврши богослужената литургија, откако свештеникот ќе ја крсти водата и ќе го благослови, ќе ја благослови погачата или повеќето панајки, како што овде капилепчани и чумовчани знаат да кажат, црковниот одбор ги дава на лицитација сите оние подарени дарови во чест на Свети Талалеј, а пред се во чест на патронот на ова село, чие име го носи на црквата Свети Никола, за кој колку милува да остави, да си купи за здравје, да си однеси дома, било тоа да биде маслото за јадење, било тоа да биде крпа, било тоа да бидат чорапи, било да биде тоа некое веленце, било да биде тоа јагне, и сето тоа што ќе биде откупено на лицитацијата, тие пари остануваат во црквата, а она што ќе биде купено се носи дома, а една стара поговорка вели дека оне што ќе купи
Оно што ќе земи од дарот што го оставил секој поединец тука во црквата во селото Чумово, ќе го прати среќа целата година. Погледајте како овој стар адет и обичај се одржува, на кој начин се направи таа лицитација во продолжение на оваа репортажа. 250 1000 денари. Проба спомнам зрсла перачки. 1000 денари. 2 пара и масло. 200 денари. 500. 150 денари масло и крпа. 200. 200. 300. 350. 400 денари. Чорапи и масло 100 денари. 500. 500. Да му покажеш какво трябва да не... Запара масло, спорено масло и чорапи. 200. 300. 300. Панталончина. Маскирни 600 денари почетна цена. 600 денари. 600 денари може и замена да има. 800. 900 денари. 1000. Ајде, кој беше 1000-ка? Рекламирам, ајде. Не се Кажи му че карта балта. Не се сесено. Сло крпа и чорапи на 2 крпи стори. 150 денари. 200. Не само за тебе за Моника вчера. 250. 1000 денари. Проба спомнам зрсла перачки. 1000 денари. 2 пара и масло. 200 денари. 500. 500. 150 денари масло и крпа. 200. 200. 300. 350. 400. 400 денари. 500. Домаќинството оваа година, до година со Саше порадосни и повесели, со доброто ве оставам да имате убав ден, да си помините на јубаво денес, да благодариме на светиот мачени Таралеј и секако на вознесението Господово, а пополека ни се приближува и вистински роден денот на нашата црква православна, слигувањето на Светиот Дух врз апостол. Ви благодарам на почита, да си помините убаво, да му благодариме на Бог. Ајде да си кажеме пак молитва. Благодарим Ти, Христе Боже наш. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј.
Со нас е Бог кој не мирува и храни со својата благодат и човеколюбие, постојано и сега и секогаш и во веки веков. Амин. На много лета, за много години. Здрави и живи да ви види. Амин. Ајде, со добро да ве оставам. Со здравје. Наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како и ние што им проштеваме на нашите должници, но не го ведувај во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто е Твое царството и силата и славата на Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многу честито Господ, дометите, здрави и Почитувани мои, секое празнување, било да е световно, било да е духовно, не може да се замисли ако во нашите селски дворови, во нашите црковни дворови, во нашите манастирски дворови не се негува старата наша македонска убава песна, а пред се старото наше македонско традиционално оро, тоа е тешкото и сите ора македонски кои што нашите предци ги играле, а овај начинот уметноста на кој што е прикажан преку фолклорот, преку орото на тие предци, а им ги оставиле на нивните внуци, предлагам да погледате во продолжение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте.
Kupim brata tvoj, svaka da mi vide, never moj. Kupim vigo, brato tvoj, svaka da mi vide, never moj. Amo ti nevesto, zase konogo sulare, nevesto, poreskano oka, sigo santo mori oro, abreyano apescano a sega las tres sigo santo mori oro. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Чумов. Не ми се напушташе црквата во селото Чумов. Не ми се напушташе соборскиот народ кој што овдека беше уштел и рано и сутрина дојден на богопоклоние, поклоние што се вели, а исто така не ми се напушташе, почитувани мои, орото кој што после благословениот ручек овдека со екот придружено со екот на денешните современи македонски народни инструменти. Не ми се напушташе празнувањето посветено на светиот великомаченик Талалеј. Но морав да се заменам од ова село, затоа што ме чека и другите села, не само во Пелагонисково поле, не само во Демикисарско, не само во Крушевско, не само во Поречијето, не само во Битолско, не само во Велешко, не само во према Маријовско, туку ширум цела Македонија. Но, почитувани мои, се поздравувам со мештаните до ова село со едно ветување дека повторно ќе наминам овде во ова село, но се надевам дека нема тоа да поминат повеќе 25 години, за да видам докаде е изградбата на новиот манастирски комплекс посветен на Свети Василий Остроговски. Само Господ здравје и живот да ни дава. Thank you.